Денес ја почнуваме новата студиска година за околу над 1500 бруцоши во оваа година и над 8000 студенти на сите три циклуси на Универзитетот Гоце Делчев. Ова е можност нашите студенти кои го избраа универзитетот да учат од најмодерни дигитални библиотеки, да учат во најмодерни лаборатории, да бидат дел од меѓународни размени, да добијат европска диплома овде кај нас и да бидат подготвени за тоа што ги чека во иднината. Ми представува посебна чест што за прв пат не бираат. Во првиот уписен рок добивме над 90% од студентите, што значи Универзитетот Гоце Делчев станува прв и препознатлив избор за високото образование. Ке им посакам многу успех во учењето, да бидат своји, да бидат истрајни и се надевам дека универзитетот заедно со сите професори и вработени ќе им биде поддршка во патот кој што ги очекува. Сигурен сум дека квалитетот на образованието кој што го нуди универзитетот ќе им овозможи успешна иднина и им посакувам многу успех и во образованието во идните професии кои ги избрале. Искрено, универзитетот пред се преку зачленување во Европската универзитетска алијанса ЕСТУ им овозможува многу висок степен на мобилност и многу по усогласен степен на мобилност со нивните матични професии, така што тоа ќе им отвори многу поголем достап до европските универзитети, до формите на образование кои што ги нудат универзитетите партнери од алијансата, но и од сите други универзитети. Дополнително правиме сериозен исчекор и во квалитетот на лабораториските ресурси, на научниот потенцијал кој што им се нуди на сегашните и на идните студенти, така што сигурен сум дека оваа година студентите ќе почувствуваат на вистина многу повисок степен пред се на мобилноста и на квалитетот на настава кој што го нуди универзитетот. Друго карактеристично е што многу од услугите кои што ги нуди универзитетот, вклучително и мобилноста, Еразмус мобилноста, се целосно дигитализирани, така што овој пат ќе можат од пријавување до полагање на испити да одат преку една постапка така наречена Еразмус без хартија, зашто и нашиот универзитет Гоце Делчев е меѓу 30 универзитети прогласени од Европската комисија како шампион за овие мобилности и иницијативи за мобилност, така што овие новитети ќе им овозможат на студентите многу поголем достап до квалитетно и образование кое што ќе им понуди знаење за идните професии кои што ги избрали. Универзитетот не го води директно тој процес, меѓутоа ние ќе учествуваме преку одредени работилници со проектантите кои што ќе го изработуваат целиот проект. Колку што знам, имаше првични контакти со преку Министерството за образование. Целиот процес го водат два дела. Министерство за здравство ја води изградбата на болницата, а од нас беа побарани мислења за големината на објектот, типот на објектите, типот на училници, амфитеатри кои што ни се потребни, како и за уредување на академскиот дел, односно за факултетскиот дел на тој објект, додека за домот ќе бидат правени анализи од нивна страна, од страна на проектантите. Меѓутоа процесите се во тек. Би истакнала дека Универзитетот Гоце Делчев е најдигитализираниот универзитет во нашата држава и е секогаш чекор напред со времето. Современото студирање овде е олеснето од дигиталните алатки како што се е-учење, е-индекс, е-библиотека и студентската е-пошта. Овие алатки навистина прават процесот на студирање да е поедноставен, поорганизиран и во целост усогласен со европските универзитетски стандарди. Исто така големо внимание кај нас на факултетот се посветува на практичната настава и Еразмус плюс програмата, што нам студентите навистина ни значи, бидејќи обезбедува конкурентност и самодоверба во идните наши професии. Дополнително, универзитетот учествува во Универзитетската Европска алијанса заедно со уште 9 држави од Европа, како Португалија, Австрија, Романија, Шпанија, Литванија, Полска и други, кои што нудат дополнителна можност за мобилност од сите три циклуси на студентите и секако меѓународна соработка. На бруцошите би им посакала топло добре дојде на нашиот универзитет и со среќа во новите академски достигнувања. Многу ми е мило што сум дел од овој прв академски час. Веќе дел од моите сокласници што се запишани на одредени факултети на УГД ќе студираат бесплатно, а јас се надевам дека во текот на моето студирање ќе се стекнам со нови знаења и искуство.